Тензично и во денешната расправа на Комисијата за труд и социјална политика. Ете пети ден како претениците од власта и опозицијата не можат да постигнат согласност околу оваа стратегија за интеграција на мигрантите и бегалците. Претениците од ВМРО ДПМН потсетуваат на сите оние негативни последици кои што ќе ги донесе со себе стратегијата за интеграција на бегалците и мигрантите, велејќи дека нашава држава и нашава кревка економија нема способност да се справи со налив од околу 150.000 странци, додека пак од претениците на социјалдемократите велат дека претениците од ВМРО само се обидуваат да ја подгреат вештачката криза и да придонесат до една општа ксенофобија во земјава. На денешната говорница се обратија од Сојузот на синдикати, од каде што потенцираат дека стратегијата предвидува вработување на бегалците, меѓутоа дека никој досега ги нема консултирано компаниите дали тие би ги вработиле овие лица. Се обрати градоначалникот на Свети Николе на денешнава комисија, кој што истакна дека неговиот град нема ниту капацитет, ниту можности, ниту пак расположение на својата територија да прими бегалци. Во продолжение доколку се подготвени изјавите, предлагам да слушнеме дел од денешната расправа. Неспорно е дека во услови на така нареченото глобално општество, секоја држава мора да ја покаже својата хуманост, благородност, демократски капацитети, грижа за бегалците и странците, што впрочем Република Македонија често пати тоа го правеше, се надам и натаму ќе го прави, почнувајќи од кризата која беше во Косово, па вклучително и сега со оваа голема миграциона криза која беше присутна во текот на оваа година и се надевам дека нема да биде и понатаму. Мора да изразиме нашата забелешка и критика во делот на транспарентноста и начинот на кој беше донесен овој документ, посебно предложен од страна на Министерството за труд и социјална политика и од страна на Министерот за труд и социјална политика Мила Царовска. Во голем дел од документите од акциските планови кои се во овој документ се предвидуваат вработувања, а не може вие да зборувате за вработување, инди вработувања, а претходно да не зборувате со работодавачите. Претходно да не се консултирате со работодавачите, да не се консултирате со анализата и структурата за потребите и какви ќе бидат тие вработувања на мигрантите и бегалците. Немаме конкретни показатели и бројки, немаме нешто што ќе укаже што всушност ќе ја чини, колку ќе ја чини државата, кои општини, знаеме, меѓутоа дали е тоа само прва фаза, дали ќе има втора фаза, бидејќи има многу скриени работи очигледно во стратегијата, и сето тоа наметнува многу дилеми и прашања кои што мене ме мачат како градоначалник, меѓутоа ги мачат и граѓаните на општина Свети Никола. Сите општини кои што ќе бидат инволвирани во ова ќе им направи многу проблеми, меѓутоа и не само на општините, ќе направи проблеми и на државата. Граѓаните ме прашуваат, еве јас ќе ви кажам отворено. Ние неколку години работиме ДУПД, државна урбанистичка планска документација за изградба на социјални станови во нашата општина. Дојдовме до фаза, до геомеханика, каде што се спремни мерењата и целокупната документација предадена во Министерството за транспорт и врски и на потеке Министерството за финансии. Граѓаните реално очекуваат изградба на 54 социјални станови. Дали овој ќе значи дека ако нема доволно капацитет и место во некој од општините, дека таму има слободен простор во нашата општина и дека ќе се донесат бегалци од Авганистан или не знам каде? Што ќе правиме со нашите социјални случаи кои што луѓето живеат буквално во несоодветни услови? Јас само би потсетила дека пред 2 дена претениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија поднесоа интерпелација за работата на министерката Царовска, бидејќи таа претходно не ги консултирала ниту општините, ниту граѓаните во врска со овој важен стратешки документ. Засега иднината на стратегијата и националниот план за интеграција на бегалците и мигрантите е неизвестна, па ете, очекуваме да видиме каква ќе биде разврската на оваа дебата во комисијата.